Благодарам, почитувани граѓани, почитувани штипјани, почитувани новинари. Направивме пресврт на подобро. Покажавме дека знаеме и можеме да работиме честно, одговорно и во интерес на граѓаните. Направивме многу, но можеме уште повеќе, можеме уште подобро. Денес се обврзуваме на нови цели пред граѓаните и пред себе си, бидејќи знаеме и умееме. Денес го имаме ова решение за сите граѓани. Решение за иднината. Ова е чесен, домакински и одговорен пристап, препознаен, автентички, македонски модел за напредок и на граѓаните и на државата. Ова е нашата визија, нашиот јасен план за Северна Македонија во наредните 4 години. Стабилна држава со нова развојна македонска економија, држава со европски здравствен систем посветен на потребите на граѓаните, држава која се грижи за сите, држава која е правна и праведна. Тоа е зелена, еколошка држава, европска држава, членка на НАТО. СДСМ е посветена на развој на домашната македонска економија, на инвестиции во инфраструктурата, на продолжување на интегративниот процес во Европската Унија, на грижа за наливите категории, на обезбедување здрава животна средина, заштита на здравието на граѓаните и за гарантирана правда за сите. Ова се столбовите на кои е изградена оваа наша програма. Честна, одговорна, достојна понуда за граѓаните. Градиме држава со нова развојна македонска економија, заснована на нови технологии, одржливост и човечки капитал. Модел што ќе ги штити работните места на граѓаните, ќе генерира повисоки плати и пензии и подобри работни места. Во таква економија создаваме услови платите да растат уште повеќе. Просечната плата до крајот на мандатот да порасне до 30%, а минималната до 40%. Со тоа, до крајот на мандатот постигаме просечна плата за вработените ширум целата земја од 34.000 денари. Минималната плата, која што беше во 2016 за времето на Мицковски и Груевски 9.000 денари, ќе ја достигнеме до 2024 година да биде 120% повеќе од тие 9.000 денари. Ќе ја покачиме за 40%, односно ќе постигнеме минимална плата од 20.000 денари. Пензиите ќе ги покачиме согласно порастот на животните трошоци. И со секој раст на економијата ќе имаме ново покачување на пензиите. Најниските пензии ќе бидат покачени 21% до крајот на следниот мандат. Почитувани, се обврзуваме на над 1 милиарда евра странски инвестиции за 4 години, засновани на иновации, на висок степен на финализација на производи и услуги и одржување на бизнисите. За 4 години 2,2 милиарди евра јавни инвестиции и 1,2 милиарди евра директни приватни инвестиции. Тоа ќе донесе намалување на невработеноста на ниво од 3% годишно и едноцифрен број на невработеност до крајот на мандатот. За една економија да се развива и расте, потребни се и сериозни инвестиции во инфраструктурата за подобро и поефикасно поврзување внатре и надвор. Затоа уште повеќе ќе инвестираме во патишта за уште подобро да бидеме поврзани. Источна Македонија виде како се инвестира во регионални, магистрални и експресни патишта. Во новиот мандат градиме експресни патишта во должина од 300 км и локални патишта во должина од 950 км и продолжуваме со сериозни инвестиции во гасификацијата. Нашата програма нуди решенија и за земјоделството, како една од најважните стопански гранки, но и за здравството, како основа на се во овој период
на светската пандемија.